Пред да го образложам амандманот, одлучив да укажам на едно однесување. Господјата Пешевска спомена за етичкиот кодекс. Ние навистина овде не сме лично дојдени и верувам дека повеќето од нас имаме сериозни кариери и можеме многу поквалитетно да го исполниме своето време, но сме се нафатиле на обврската на гласачите, на македонските граѓани, да бидеме нивни представници, народни представници, и од таа причина верувам дека сите овде присутни, но и севкупно сите пратеници во Македонското собрание ја разбираат тежината и улогата која што ја носат. Значи, ова не е личен избор. Морам да ви кажам дека за година и неколку месеци колку што одвнатре го следа Македонското собрание, мислам дека е многу поголемо разочарувањето од внатре од што го гледаме како граѓани од надвор. И тоа не се однесува на борбата за политички ставови, кои се добри решенија, кои се можеби полоши, можеби треба да се менуваат. Тоа најмалку е тема на дискусија. Сите знаеме дека Македонија е претворена во племенска заедница и секој пат кога треба да се донесат главните одлуки, не народните представници кои што ги представуваат граѓаните, туку племенските водачи одлучуваат што да се прави, а ние некако прифативме како афганистанците да се акомодираме на таа ситуација и искрено имам еден сериозен протест и сакам да ве замолам сите, прво да побарам прошка ако некој погрешно ме разбрал или ако сум некому погрешила, не било лично и тенденциозно, но второ, сакам и ќе барам многу посериозно и повнимателно да се однесуваме едни кон други, затоа што пак ќе кажам, тука нема потреба никакви племенски групирања, ниту па пикања со главите во земја. Не сме ноеви. Ние сме граѓани, суверени, самостојни, независни. И имаме обврска да си ја работиме задачата онолку колку што знаеме и можеме. Од таа причина, колешке Лазаревска, ако слушнам уште еднаш дека сме убици, наркомани или ѓубриња, повторувам ѓубриња, ние, овие ѓубриња овде, се дел од плурализмот и вакви какви што сме ѓубриња ве тепавме на локални избори, голораки, а допрва ќе видите што ќе ве чека на предвремени парламентарни избори. Но ви ветувам една работа. И тогаш нема да дозволам ниту јас, ниту било кој од луѓето кои што јас ги представувам, ниту вас, ниту било кој од оваа гарнитура да биде понижен, навреден, влечкан по судови со измислени обвиненија и така натаму. Ќе ми простите што малку земав простор, но ве молам, имаме кампања за насилство против жените во политиката. Ако некогаш погрозно сум се осеќала до овие 5-6 години, верувајте никогаш. Што све немам истрпено? Лично. Што се моето семејство нема истрпено? И сега ќе ви кажам една работа. Ние не треба само да се бориме против машкиот пол и да го дисциплинираме и воспитуваме. Ние треба и меѓу себе да се видиме и да се преслушаме. Сватете ја мојата забелешка многу пријателски, многу искрено и навистина не разбирајте се дека е напад. Дозволете аргументите и политичката борба да бидат онакви какви што сакаме да бидат, европски. Ви благодарам. Сега ова го поврзувам и со амандманот кој што го предложивме. Сериозно размислувавме како пратеничка група, дури јас и се обидов и на некои од другите колеги од други пратенички групи да понудам дел од амандманите кои што сметав дека може да бидат од корист и да помогнат, но некако пак она што првично го кажав, таа поделеност чудна, тоа едно затварање не дозволи да има и повеќе потписници на овој амандман. Станува збор за амандман кој што се однесува за распределба на средствата, почитуван министер, од кон невладините организации. Например, не е тоа исто така случајно, праксата ја гледавме, направивме анализа како било до сега, а и неколку невладини организации се обратија до нас како пратеници со барање
да интервенираме амандмански во предлог буџетот за 2022 година, каде средствата за финансирање кои подолг временски период се предвидуваат во раздел 04001 влада, сега во предлог буџетот за 2022 година, од непознати причини на сечи и изненадување, овие средства за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2022 година се испланирани во разделот 04010 Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците, поточно во подпрограмата 11 со наслов Промоција на меѓуетничките односи, за кои претходно од буџетот беа одвојувани средства во износ од 3 милиарди 100.000 денари. Како што веќе споменав, на барање на граѓанските организации, поднесуваме амандман со кој бараме континуитет на воспоставената пракса, каде средствата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите повторно да бидат предвидени во предлог буџетот за 2022 година во разделот 004-001, тоест владата на Република Македонија, под програмата 10 администрација, ставка 463 трансфер до невладини организации со кои средствата се распределуваат на повеќе приоритетни и значајни прашања за општеството. Сега, поконкретно средствата за кои говорам се врз основа на Законот за здруженија и фондации, кои се распределуваат на граѓанските организации во согласност со одлуката на владата за критериумите и постапката за распределба на средства за финансирање на програмските активности на буџетот на Република Македонија. Тоа можете да го најдете доколку ве интересира повеќе во Службен весник на Република Македонија број 277/2019. Кој како, ние како опозиција во суштина и подопрен глас и во неколку наврати бевме сведоци и јавно реагиравме на нетранспарентната распределба и злоупотребата на државните средства. Ке ве упатам и вас и македонската јавност, токму за време на предвремените парламентарни избори, во текот на изборната кампања, владата се обиде да направи ваков трансфер од £500.000. Ние како опозиција, јас како представник, имавме сет на невладини организации кои стаса експресно до антикорупцијската комисија и тие ги сопреа овие средства во тој период, зашто бевме многу задоволни бидејќи покажавме одредена флексибилност и механизмот на институционалната поддршка беше навистина за пофалба. Во оваа прилика би сакала исто така и да истакнам и да поздравам работата на Советот за соработка помеѓу владата и граѓанското општество, кое, знаеме сите, е советодавно тело на владата за унапредување на соработката, диалогот и поттикнувањето на развојот на граѓанското општество, кои продонесуваат кон зголемувањето на транспарентноста и објективноста при распределбата на буџетските средства, од кои дел од невладините организации кои се обратија токму кај нас, тоест нивните представници се и членови на ова советодавно тело, за кое допре до нив нашата објавена реакција, на која и се повикуваме и бараме во името на граѓанските организации. Значи, нашето барање е воедно и укажување дека нема да дозволиме злоупотреба и будно го следиме секој процес на распределба на средствата кон граѓанските организации и јавно ќе реагираме на секоја неправилност која представува и обид за оцрнување на граѓанскиот сектор, кој всушност треба да биде првиот и најважниот коректор на владата, како и стратешки партнер кој ќе допринесе за подобро општество преку заедничко креирање на политики. Ценам дека како граѓани и како представници треба да обезбедиме сите државни механизми за еден транспарентен и квалитетен начин да дадат поддршка на граѓанските организации во Република Македонија и на тој начин да не дозволиме сегрегацијата во македонското општество и овие наметнати теми кои што ни влегува во сите пори на човековото битисување да ги контаминираат и оние убави иницијативи преку кои навистина се случуваат сериозни и прогресивни движења на патот кон европската
унија. Ви благодарам за вниманието и се надевам дека, министре, ќе го прифатите нашиот амандман.